Жесток старт на изборната кампања во Штип, кандидатите за градоначалници со многу најави и објаснувања за тоа каква кампања ќе водат и што на граѓаните им нудат. Во претходните 4 години покажавме кој стандард треба да биде градоначалник на еден град како што е Штип. Мислам дека она што го сработи во претходниот период е доволно доказ дека ние во наредниот период, после 15 октомври, повторно ќе продолжиме заедно да го градиме овој град. Мојата политичка конкуренција во овие избори воопшто нема да ме интересира, затоа што знам дека мојата програма е онаа права програма која граѓаните на Штип ќе ги доведе да градот биде навистина европски град, да биде уреден град, да биде зелен, чист град со многови проекти и верувам дека тоа ќе го направиме заеднички поштувани граѓани. Кандидатот на СДСМ презентираше дел од изборната програма и проектите за Штип. Еден од капиталните проекти е спортско-рекреативен центар Суитлак, кој ќе се протега од паркот Кртеке се до викенд на селбата Суитлак. Во склоп на центарот ќе изградиме и аквапарк, најголем во Република Македонија. Сонот за брана на река Отиња станува реалност. Средствата за реализација се планира да бидат обезбедени од буџетот на владата на Република Македонија и од буџетот на општина Штип. Парите ги враќаме назад кај граѓаните. Штип е град во кој водата е една од најскапите во Република Македонија. Ќе ја намалиме цената на водата за 10%. Најавите за поевтина вода испровоцира реакција од првиот човек на Штипски исар. Цената на водата не може да се намали, затоа што постои регулаторна комисија која работи во склоп на владата на Република Македонија, која неодамна кажа дека цената на водата треба да се покачи, а ние како јавно предпријатие тоа го одбивме и ја задржавме истата цена на водата. Брана на река Отиња, сами знаете дека Социјалдемократскиот сојуз формираше референдум, имаше референдум за браната и нивните членови не го поддржаа ова, беа против браната да се пронаменат парите. Што се однесува до аквапарк, веќе е дадена локација за изградба на аквапарк овде кај автобуската станица и тој ќе биде готов до 2019 година, а за изградба на аквапарк на Сутлакот е невозможно. Треба да се донесе вода, која вода чини 1 милион евра, да се донесе таму нова линија, одека толку пари за да се донесе вода. Значи треба да ветуваме нешто што можеме да го реализираме, да не ветуваме нешто што не можеме да го реализираме. Нешто подоцна, Бочварски се сретна и со стечајците. Денеска ми е чест, горд сум што можем да дојдам и да им кажам дека законот е донесен и дека проблемот нивни е решен. Затоа сакав само на кратко да ги поздравам овие луѓе и да им кажам дека и во иднина сите рамо до рамо ќе стоеме и ќе работиме, ќе се бориме за правата на секој од нас, бидејќи доколку сме заедно, ќе успееме и ќе ги решаваме проблемите. И можем да кажем дека утре ќе идеме во Скопје, ќе се знае тачно како ќе биде разследено на аплицирањето. Утре од 10 имаме состанок. Нова реагира од ВМРО ДПМНЕ. Лицемерноста на СДС продолжува и секој ден е се поголема. Најново изразена во Законот за стечајците кој е донесен на 19 септември 2017 година, на помалку од месец дена пред изборите, повторно да послужи како нивни предизборен маркетинг. Со овој закон се опфаќа материјално обезбедување само на минимален број на луѓе, бидејќи владата предводена од СДС не ги кажа јавно сите услови. Кандидатите за советници и градоначалници беа дели од трибината иницирана од иницијативата 5 до 12 на родителите на деца со хендикеп, кои ќе се одржат во сите македонски општини. На кои што ние како здружение, како водители и како иницијатива ќе ги кажеме нашите бавања на локално ниво, до се разбира кандидатите од за градоначалник и кандидатите од советничките листи. 101% што каже градоначалникот дека е 180.000 евра, може многу лесно, например, да се обезбеди 2 години поред да нема пастрамлијада, само 2 години. Ја кога што знам оваа година на Лепа Бренина компанија, гонорарот беше 100.000 евра. 2 години поред да нема пастрамлијада, ево ви ги 1% за изградба на тој центар за кој што го барат. Не е точно дека тие пари не може се најдат. Зашо до сега ништо не е направено? Кога се сетија на вас? Кој излезете по шаторите, по площадите? Јас лично се подпишува на списокот на площадот. Значи не требаше вие пред собранието, пред шаторите и не требаше избори да има за да кажеме еве ние ќе направиме нешто за вас. Дали нешто околу подобрувањето можеме да придонесеме со продолжување на работното време таму, да можат децата да остануваат и во попладневните часови. Дали ако просторот не е добар и не е доволен, треба да размислуваме на еден поголем комплекс кој што ќе го реши трајно
проблемот на сите категории на деца со посебни потреби. Центар за аутизам не се направи пред месец дена, ќе дава месецот на началот на мојот мандат. И тоа е искрено направено. Ако може малку по искрено направено и од ангажментот на Центарот за социјална работа тука се и дефектолозите и личните кои работат. И од тогашната влада, јас се надам дека и сегашната влада тоа ќе го направи. Тоа е веќе направено, ние сме втор град во државата и тоа никој не може да го негира да не е ништо направено. Согласно законските ингеренции очекувам дека во иднина ќе има нели и со децентрализацијата на власта, секако дека ингеренциите од државната власт нели ќе се префрлат нели на општинско ниво, со кое што нешто би можеле ние како советници да имаме поголемо учество во донесувањето на одлуки.